Екстремно топол бран ова лето почнува оваа недела, температурите ќе надминат и 40 степени. Мирјана Давидовска во овие вести, кои се прогнозите и кои се препораките на лекарите? Да, Маријан, веќе од утре пристигна алерт од Управата за хидрометеоролошки работи дека ќе настапат 40 степени Целзиусови во следните неколку дена. Пристигнува и првиот топлотен бран во нашата држава. Но како што се зголемува температурите, можам да кажам дека се зголемува и бројот на интервенции на брзата помош, кои што во само изминативе 2 дена имале над 200 интервенции. Само во текот на денешниот ден имале десетици интервенции и тоа на граѓани кои што колабирале, кои што биле погодени од топлото време, кои што претрпеле последици поради промена на температурите, интервенирали на неколку сообраќајни незгоди кои што исто така биле предизвикани поради зголемен крвен притисок од топлото време. Разговаравме со раководителот на смена во брзата помош за тоа каков вид на интервенции имале во изминативе денови. Граѓаните повеќе барат за промени, варијации на крвниот притисок, кој со низок притисок, кој со висок притисок, зависно како ја земале терапијата. И за жал можам да кажам дека повеќе интервенции што ги имавме се на јавни места, што им се слошило и завршиле со скршеници, кој со скршен колк, кој со рака, кој со нога повредена. Од петокот до денешната смена што ја превземавме ние, имаше вкупно 200 интервенции, а може да претпоставите сигурно двојно повеќе и повици, пошто повеќето се обидуваме и со совет да ги решаваме. Значи од тие 200 интервенции 63 од прв степен на итност, а над 112 од втор степен на итност. Од тие поитните, значи 15 сообраќајни незгоди, што е стварно алармантна бројка за 2 дена, за 3 дена толку сообраќајки. Еве и денеска имавме, значи, пациент возач што удрил во бандера и најверојатно му се слошило пошто имали висок притисок, сигурно заради променливото време. Имавме и 8 колапси, 7 до 10 пациенти што паднале по улици, дали со тротинет, дали со точак. Значи, стварно и кај нив е зголемен бројот што паѓаат од тротинет. Освен овие бројки и податоци кои ги слушнавме од дежурниот тим на брзата помош, она што е уште поалармантно, Маријан, е дека во главниот град располагаме само со 5 екипи на брзата помош. Со ваква бројка треба да се интервенира и на околу 200 повици кои што ги добиле во изминатите 2 дена, со оглед на тоа дека температурите се качуваат и дека се очекуваат и поголем број на интервенции. Лекарите од брзата помош апелираат наидно до здравствените власти да го зголемат бројот на вработени и како што велат им се потребни оптимално барем 10 вакви екипи во брзата медицинска помош. Во продолжение ве изјавата. Скоро 1 милион народ во нашиот град е премногу мала бројка на екипи. Порано сме побарале да бидеме, значи, од прилика минимум 10 екипи, за да може да ги менаџираме сите повици како што треба. И овие 5 екипи што ги имаме, значи, моментално се формирани со дополнителни смени на колегите што веќе се на работа, што придонесува да бидат физички и психички пореметени, значи исцрпени. Моментално сме со мал капацитет на екипи, потребни ни се најмалку уште 30 тимови, за тие тимови да ги распределиме по групите, да имаме најмалку 10 екипи целата наша служба.
Токму поради целата оваа ситуација, лекарите апелираат до граѓаните да бидат внимателни, да ги слушаат нивните препораки, безпотребно да не се јавуваат во брзата помош, но особено оние кои што се хронично болни и ранливата категорија на граѓани да внимаваат и да не излегуваат во периодот од 11 до 17 часот во следните неколку дена кога и се најавува топлотниот бран во Македонија. Секогаш со себе да носат и шише со вода, да внимаваат на облеката на себе која што ќе ја имаат, но исто така и на терапијата која што им е неопходна за да ја примаат. Препораки пристигна и од Институтот за јавно здравје по најавата за топлотниот бран од УХМР, кој што вела дека топлото време може да влијае на здравјето на општата популација, но испратија препораки и до работодавците за скратено работно време на сите оние ранливи категории на граѓани, на работници, кои што ги наведуваат како градежни работници, земјоделци, доставувачи и сообраќајната полиција, доколку има потреба да им го скратат работното време или пак да работат од дома. Исто така препорачуваат и освен флексибилното работно време да им бидат обезбедени климатизирани услови за работа и сите оние други неопходни препораки кои што важат за сите работодавци, но и за работниците, особено за хронично болните, за возрастните лица, но и за бремените жени. Благодарам Мирина Давидовска со препораките пред топлотниот бран прв ова лето.